Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во училницата на Едуино. Јас сум Маја Христова, оделенски наставник во Општинското основно училиште Димитар Македонски од Скопје. Денес ќе следите видео лекција по музичко образование за 5-то оделение. На денешниот час ќе се запознаете со поимот темпо, бавно, умерено и брзо. Цели на денешниот час по музичко образование се ученикот да го дефинира поимот темпо, да знае каде се означуваат основните видови темпо, да именува видови на темпо. Очекувани резултати. Ученикот го дефинира поимот темпо. Знае каде се означуваат основните видови темпо. Именува видови на темпо. Како комуницирале луѓето во минатото? Во минатото луѓето комуницирале по писмен пат, преку пишување на писма. Информациите пристигнувале бавно. Како комуницираат луѓето денес? Денес комуникацијата на луѓето е по пат на интернет. Информациите пристигнуваат брзо. За правилна изведба на една музичка композиција потребно е да се одреди соодветна брзина. За таа намена во музиката се употребува поимот темпо. Темпото во музиката може да биде бавно, умерено и брзо. Ознаката за темпо се запишува на почетокот на композицијата над петолинијата. Темпата се запишуваат со италијански или преведени македонски имиња. Бавни темпа, ларго, ленто, ададжио. Умерени темпа, аданте, модерато. Брзи темпа, алегро, виво, престо. Направата за мерење на темпото, всушност брзината, се вика метроном. Темпото го менува расположението на музиката. Тажните содржини на композицијата имаат побавно темпо, а веселите имаат побрзо темпо. Всушност, композиторите понекогаш го менуваат темпото во една песна со цел да го сменат расположението. Темпото исто така покажува колку бавно или колку брзо музиката треба да се свири за да се пренесе некој чувство или да се постави расположение. Темпото го има во сите сфери на човековото живење. Некој зборува брзо, некој зборува бавно. Некој пее брзо, некој пее бавно. Некој чита побрзо, а некој чита побавно. Некој оди побрзо, некој оди побавно. Петре пеш, по патот оди, патот право, школо води. Задача 1. Ајде да се обидете да ја кажете брзозборката. Најпрво побавно, потоа умерено и на крај колку што можете побрзо. Задача 2. Одговори на следниве прашања самостојно, за да провериш колку си научил. Што е темпо? Какво може да биде темпото во музиката? И каде се запишува ознаката за темпо? Задача 3. Слушнете ја композицијата Зима од Вивалди. Оваа мелодија ни ги доловува карактеристиките на еден зимски пејзаж. Замрзнати реки, сивило на денот, белина на снежните патеки, натежнати снежни гранки, топење на мразот и паѓање на тешки водени капки.
Композицијата може да ја слушнете на следниот линк. Ваша задача е да го одредите видот на темпото. За крај, ќе ви раскажам една приказна за зајакот и желката. Зајакот постојано ја исмевал желката дека многу бавно се движи. Желката се налутила и му предложила да се надпреваруваат. Зајакот, мислејќи дека е многу брз, легнал под едно дрво и заспал. Но желката упорно, полека стигнала до целта. Кога зајакот се разбудил, трчал брзо, но веќе било доцна. Желката била победник. Порака, не е важно со какво темпо е напишана музичката композиција, но многу е важно дека композиторот ја постигнал целта. Напишал прекрасна музичка композиција без разлика кое темпо го употребил, умерено, бавно или брзо. Ви благодарам на вниманието.